Министерството за внатрешни работи ги потсетува граѓаните дека на посебниот шалтер во одделот за граѓански работи во зградата на Македонската телевизија на Приземје во Скопје, кој работи секој работен ден во периодот од 8 до 17 часот, можат да поднесат барање за промена на контакт податоците кои ги доставиле при регистрација на возилата, доколку има настаната промена или во случај да имаат добиено известување со неточни податоци. Истото велат од МВР може да се изврши низ станиците за технички преглед на возила во државата каде што е распореден деташиран референт на Министерството. Со отворањето на овој шалтер, Министерството за внатрешни работи уште еднаш ја потврдува својата заложба, отвореност и посветеност кон безбедноста и потребите на граѓаните, велат од МВР. Поголема количина тутунски производи без акцизни марки во вредност од над 1,8 милиони денари била запленета при извршена акција на мобилни царински тимови и царински службеници од Царинарница Битола при контрола на малопродажен објект во Струга, информираат од Царинската управа. При контролата пронајдени биле 1027 кутии цигари, 1387 електронски цигари, 530 парчиња цигарилоси, 503 пакувања тутун за наргила, 77 пури и 19 пакувања тутун за пушење, без акцизни марки. Од Царинската управа посочуваат дека со акцијата е спречен обид за нелегална трговија на акцизна стока, за која е избегнато плаќање акциза во износ од 509.000 денари. Додаваат дека против сторителите е поведена соодветна постапка. Царинската управа продолжува со засилени контроли со цел спречување на нелегалната трговија со акцизни производи, заштита на финансиските интереси на државата и заштита на здравието на граѓаните, велат од Царинската управа. Американскиот државен секретар Марко Рубио изјави дека новите лидери на Венецуела се движат кон поблиски врски со Вашингтон и дека нема непосредна потреба од понатамошни воени дејствија. Председателот на САД Доналд Трамп и нареди на својата администрација да соработува со Делси Родригес, сојузник на уапсениот од САД председател Николас Мадуро, која действува како председател на Венецуела наместо него и која претходно предупреди за понатамошни воени дејствија, доколку незината влада не ги исполни барањата на САД. Рубио за време на неговото сведочење во Сенатот рече дека иако Трамп нема да исклучи никакви опции, ние не сме подготвени да преземеме, ниту имаме намера или очекуваме да преземеме каква било воена акција во Венецуела, сигнализирајќи задоволство од администрацијата на Родригес. Додаде дека комуникацијата со венецуелските лидери била многу продуктивна и дека очекува САД наскоро да можат повторно да ги отворат дипломатските мисии во земјата, со оглед на тоа што амбасадата на САД во Каракас беше затворена во 2019 година. Рубио треба да се сретне со Стејт департментот со лидерката на венецуелската опозиција Марија Корина Мачадо, која Трамп би можел да ја назначи да го замени Мадуро. Рускиот председател Владимир Путин е отворен за средба со украинскиот председател Володимир Зеленски за да разговараат за војната во Украина, изјави советникот за надворешна политика на Крем Јури Ушаков. Доколку Зеленски е навистина подготвен за разговори, може да дојде во Москва, рече Ушаков, додавајќи дека Путин го изјавил ова неколку пати. Тој нагласи дека таквата средба ќе треба да биде добро подготвена и фокусирана на резултати. Русија ќе ја гарантира безбедноста на украинскиот председател, додаде Ушаков. Украинскиот министер за надворешни работи Андрей Сибиха претходно изјави дека Зеленски е подготвен директно да преговара за чувствителни прашања со Путин како дел од напорите за завршување на војната во Украина. Најчувствителните прашања во потрагата по мировен договор се уште не се решени, рече Сибиха во интервју за украинскиот портал Европска правда. Тие вклучуваат територијални прашања и нуклеарната централа за порожје која е окупирана од Русија. Русија бара територијални отстапки од Украина како услов за прекин на огнот, особено повлекување на украинските сили од регионите Донецк и Луганск. За време на викендот, преговарачите од Украина и Русија одржаа директни разговори за прв пат по месеци во Обединетото Арапско кралство со посредство на Соединетите Американски држави.
Според управата за хидрометеоролошки работи, денес не очекува променливо облачно време со врнежи кои на планините ќе бидат од снег, додека на повисоките места ќе има мешавина од дожд и снег. Пообилни врнежи ќе има внедела, кога ќе преминуваат во снег и во некои од пониските места, предупредуваат метеоролозите. Од понеделник се очекува стабилизација со ведри утре и значително ниски утрински температури.